Заев не кажува дали ќе се поднесе оставка ако изгуби на изборите на 12 април. Вели убеден бил дека ќе победеле. Избегнувањето да одговори конкретно на ова прашање, според Мицковски, јасно покажува дека партиските структури на СРСМ се демотивирани, па Заев тактизира со одговори, вели лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, што ќе се случи доколку не победите вашата партија СРСМ не победе на изборите? Дали ќе се поднесат оставка како што имавте најавено и во некои други изборни циклуси во 2016 или за референдумот во 2018 година? Добро, тоа време беше такво време и гледавме на работите буквално 50-50. Сите можности беа отворени. Сега знаеме дека ќе победиме. И затоа остануваме на ставот. Воопшто не размислуваме за таква работа, заради тоа што знаеме дека ќе победиме. После дебаклот, еве, на 12 вечерта, ќе имате можност да му го поставите ова прашање на господинот Зоран Заев. Еве, сега сте поразен, изгубивте, дали сега ќе се поднесете оставка, бидејќи тогаш веќе тоа ќе биде реалност. Така нема да може да му кажуваат тој скапи платени пиар консултанти кои што ги донел од Север, да му викаат не треба вака, туку треба така. Тогаш ќе имате можност да му го поставите тоа прашање и мене да ми го поставите прашањето, кој ќе биде составот на идната влада која што ќе ја предложи ВМРО-ДПМН. На ден пред објавувањето на конечните листи, екс-премиерот истакна дека тој и Шекеринска дефинитивно ќе биле носители на листи и дека еднаква родова застапеност ќе имало. Од тимовите со носители на листи ќе биле сочинети од маж и жена, односно жена и маж, без разлика кој е прв на листата, тоест втор. Сигурно дека ќе имаме жени носители. Еве можам да кажам дека и јас и Радмила Шекеринска ќе бидеме носители на изборни единици. Ние одиме со двајца носители. Ќе биде или жена прва или втора, но за нас се двајца носители. Двајцата паралелно ќе го покриват теренот. Од ВМРО-ДПМН пак велат дека и тие ќе промовираат родова застапеност, но не само заради законските одредби, туку затоа што се залагаат за квалитет. За разлика од Заев, кој ќе биде носител во 4-та изборна единица, Мицковски се уште не се откажува од идејата за шпицен кандидат, односно за кандидат за премиер, кој не би се кандидирал за пратеник. Оти како што вели тој, тоа е за скривање зад пораз, но сепак финалниот став ќе го имаат во среда, кога ќе бидат објавени официјално листите. Сега ако сте се определили да бидете кандидат за мандатар, би било честно, честито, би имало некоја морална вертикала ако само тоа бидете. Ако вие бидете и кандидат за мандатар, и потенцијален кандидат за пратеник, кандидат за директор, за министер, за амбасадор и така натаму, според мене, лично, тоа е моје убедување, е дека не е честито и дека тоа е скривање позади поразот. Додека СРСМ и ВМРО-ДПМН не откриваат многу за носителите на изборните листи и колку жени на нив ќе има, неофицијално медиумите ги објавуваат имињата на ДУИ, кои ќе се најдат на избирачките ливчиња, а на нив како носители нема да има ниту една жена. Според шпекулациите, ДУИ нема да има кандидат во 4-та изборна единица, со што Заев нема директно да се соочи со никој од ДУИ, барем за општините кои спаѓаат во четворката.